Се наоѓаме во фудбалската школа Академија Александро, која што постои веќе 2 години. И за само 2 години постоење успеа да биде една од посериозните школи во Скопје, па и во земјава, и една од поголемите школи по бројност со деца. Децата тоа го препознаваат и секако ова утро ние ќе присуствуваме на еден нивен тренинг и ќе прикажеме како изгледаат овде тренинзите. Заслужен за постоењето на ова фудбалска школа, Академија Александро, е добро познатиот фудбалер, но и веќе фудбалски тренер со УЕФА А лиценца Филип Спасовски. Филип, ви благодарам и што одвоивте време и што успеавме вака на тренинг кај најмалите деца да дојдеме и да пренесеме атмосферата на екраните како изгледаат фудбалските тренинзи во фудбалската школа Академија Александро. Добро утро и на вас. Благодарам на поканата. Како што рековте, ова не е една од најмалите групи, генерација деца родени 2019-2020. Во тие групи моментално интересот е најголем за нови запишувања, почнуваат да се активираат, да го осознаваат фудбалот, да се заљубуваат во фудбалот, да доаѓаат на тренинзи, да се забавуваат, да уживаат и да тренираат. Да, споменав дека постоите 2 години откако е формирана фудбалската школа и навистина сте големи по бројност. Како се постигнува тоа? Па да, сега веќе се уште не сме ни 2 години, за еден месец ќе биде нашиот второден ден, како се постигнува? Со голема љубов, со голема посветеност према работата, со голема љубов према децата, со добриот однос со родителите, со целата добра атмосфера во целата академија. Стручноста, професионализмот на тренерите што се во академијата, на целата администрација што е во позадина и со целиот тој професионализам кога работиш со професионално и посветено и со љубов, најбитно со љубов, тогаш и ќе имаш и добри резултати во односи на бројка и во однос на квалитет, и така може да дојдеме и до голема бројка и до голем квалитет на квалитетни деца кои понатака ќе произлезат во добри фудбалери. Да, никако фудбалот е многу застапен помеѓу децата, насекаде го има. Започна на прагот сме пред новата фудбалска сезона, така вршите уписи за нови деца. Од која возраст може да почне да се тренира? Така, најмалата група ни е возраст на деца од возраст од 5 години, генерација 2020, а највозрастната група ни е генерација 2015. Отприлика децата се запишуваат во денешно време на 5 годишна возраст, каде што полека ги учиме да влезат во фудбалскиот свет. Да, што е она што им го кажувате на најмалите, на оние кои што за прв пат доаѓаат на тренинг, на оние кои што се нови дечиња и сакаат да се занимаваат со фудбал и да тренираат за почеток, а можеби подоцна ќе ги видиме и во репрезентација? Па првите година-две кога се најмали во таа возраст, например, најбитно им е децата да се чувствуваат, да им биде интересно, да им биде забавно на тренинг, да има забава преку игри, преку некои интересни работи, основите на фудбалот, да се запознаат со основите на фудбалот, со најосновните вежби за моторика, за координација, најосновните вежби да ја осознаат, да ја осетат топката, да ја почувствуваат топката, и понатака ќе видиме кој како ќе му остане желбата за фудбал, или ќе му се изгуби, или ќе му се развива, така ќе се развива и он како играч и ќе доаѓаат посложените работи. Така. Како се одвиваат тренизите, што е она што го учат за време на тренингот? Па во оваа возраст, како што можете да видите, најголемиот процент од тренингот фокусот е даден на координацијата и на моториката, бидејќи во оваа возраст сметам дека тоа е клучно за децата да го научат, како и работата со топка. Многу битно е да имаат многу додири со топка, многу повеќе да чувствуваат топката, многу повеќе да се запознаваат со топката. И со таа цел, нашите групи имаме веќе над 100 деца, меѓутоа се поделени во повеќе групи. Нашите групи не бројат повеќе од 15 деца на тренинг, за да можеме ние како тренери да им посветиме доволно внимание, да ги коригираме во грешките и да можеме да работиме посветено со нив.
Да, можеме да го забележиме ова денеска дека се работи во мали групи со максимална посветеност на секое дете. Каков е предизвикот еве да се биде тренер на мали деца кои што се во предучилишна возраст, дел од нив се уште не идат во училиште и општо каков е предизвикот да се биде тренер, фудбалски тренер во Македонија? Па видете, до сегашното искуство ми беше со многу поголеми деца, со деца што се пред професионален фудбал, со професионални фудбалери. И кога дојдов да работам со толку мали деца, ми требаше време да се привикнам, меѓутоа доколку ми даваш вежби, низ игри да прават, да им биде забавно, можеш да им го задржи вниманието и концентрацијата и низ тие интересни вежби и игри да ги учат основите на фудбалот. Значи многу е битно на овие деца на најмала возраст да им го задржиш вниманието за време на тренингот, а тоа можеш да го задржиш само со интересни вежби низ игри, меѓутоа во кој ќе биде применети сите елементи на фудбалската игра кои што треба за таа возраст да ги учат. Да, верувам дека секогаш сакаат минута повеќе да продолжи тренингот, гледајќи го на што се случува тука. Нова фудбалска сезона, што очекувате еве од целокупно од фудбалската школа Академија Александро во ова нова сезона? Па што очекуваме? Ништо, очекуваме дека ќе се продолжи во исто темпо да се работи, ќе се работи професионално и посветено како и до сега. Ќе очекуваме дека сите деца кои што се тука ќе продолжат да тренираат и ќе се забавуваат како до сега, ќе им биде интересно и ќе уживаат со секое ново доаѓање на тренинг. Така и за крај, што е важно еве во спортот, односно што е важно во фудбалот, да се успее, да се опстане, па и да се опстои, да се задржи таа љубов кај децата уште од мали нозе да продолжат и понатаму. Сите ги знаеме бенефитите, нели, општо од спортувањето, па и бенефитите кои што ги носи фудбалот како спорт. Што е важно? Важно е упорноста, важно е дисциплината, важно е љубовта према фудбалот. Значи, доколку имаат љубов према фудбалот, доколку се упорни, доколку работат напорно, значи успехот е загарантиран. Не мора да значи дека ќе бидат професионалци, дека ќе играат во Реал Мадрид или во Барселона. Да. Не мора да значи дека ќе бидат фудбалери на највисоко ниво, меѓутоа, како што кажавте, огромни други бенефити имаат од тоа. Значи, ред, дисциплина, работна навика, сето тоа што ќе го стекнат, ќе им служи во животот многу понатака, во било која област. Така, ви благодарам уште еднаш на одвоеното време и што дозволивте еве да прикажеме како изгледа еден фудбалски тренинг во вашата академија. Благодарам и на вас за поканата уште еднаш. Се надевам дека ќе не следите во нашиот фудбалски развој и дека ќе имаме уште долги години сред две дружби.